Сега е веќе 22 часот, а протестниот собир на ВМРО ДПМН заврши пред околу 15 на минути. Вака изгледа улицата пред владата. Комуналните екипи веќе се фатија за работа. А еве како се започна. Околу 18:30 почнаа да пристигнуваат автобуси од различни делови на Македонија. Организирано пристигна и водата, а и трубите и сирчињата. Меѓу првите пред владата дојде и популарниот Батегеле, кому неодамна му се слоши пред судот во Скопје, кога на Никола Груевски му беше изречена 2-годишна затворска казна. Некој адреналинот ги надвладеа многу пред официјалниот почеток на протестот. Ѓорѓе Иванов, видите паметни македонци, немојте да влегате у некој кошек. Ова е Македонија! Иако протестот беше најавуван како генерално антивладин, печатливо беше дека мнозинството беа дојдени со една цел – да порачаат дека не треба да се менува името на државава. Како ќе се викаме утре? Така? Ние сме македонци, македонци ќе останеме. Македонија останува. Не сме да се менува. Македонија само едно име има. Ајде да направиме компромис, Грција нека го смени името. Многу порано пред закажаниот термин, пред владата се појави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Лично беше во последна теренска инспекција. Некои го искористија за да се фотографираат со него. Даде и едно интервју. На прашање на други медиуми не сакаше да одговара. Протестот се сметаше за тест за новото раководство на опозицијската партија, особено откако последните анкети покажаа дека Мицкоски има многу понизок личен рейтинг од партискиот. Верувате ли во начинот на кој што новото раководство ја води партијата? Па, за сега да. Ќе видиме понатака како ќе биде. Верувате ли дека ВМРО ДПМН може наскоро да се врати на власт? Не би кажал, не сум сигурен за тоа. Зошто? Па, бидејќи се уште е рано за такво, бидејќи една година има поминато од власта, би требало да се врати за 3 до 4 години. Не само новото раководство, туку и луѓето кои се околу Мицковски, сметам дека се доста квалитетни, способни, некомпромитирани, без багаж минат, така да имам доверба во новото раководство. Новото раководство е многу младо, никој не знае што ќе се случи. Сега не ми е ни гајле за тоа. Ми е гајле да не се мени името, после тоа што сакам дека прават тие, меѓу себе. Ќе бидат подобри. Да. На други, новото раководство на партијата и не им беше многу интересно. На собирот беа дојдени да го поддржат екс-лидерот Никола Груевски. Заев да влезе во затвор, Никола Груевски да искочи. Како Никола Груевски нема друг да се најде. Не униси. Па нели се најде Мицковски на негово место? Да, али без Заев пасе не може. Заев, без Никола Груевски. Светлост, радост на македонскиот народ, Никола Груевски, амин. А дали верувате во новото раководство на ВМРО ДПМН? Стара сум, не знам, ја го знам него. Дали сте задоволни од начинот на кој новото раководство на ВМРО ДПМН ја води партијата? Па уште не можам да бидам така сигурна да видам. Верувам во ВМРО. Па ќе видиме. Исто, на исти начин како и Груевски. Ја мислам дека добро ја води. И Груевски добро ја водеше. Меѓу присутните имаше и такви што носеа мајци на кои пишуваше Касапот, што е еден од прекарите за Андон Јанев Ќосето. И порака: каде со добро, каде со нож. Можеа да се забележат и неколку руски знамиња. Овој млад човек вели дека дошол да си ја брани земјата. Мотив: одбрана Македонија. Што? Од
секој зло што го нанесува СДС. Дали веруваш дека Мицкоски и новото раководство на ВМРО ДПМН имаат капацитет да го соборат Заев од власт? Искрено не можам на тоа да одговорам. Зошто? Па мислам дека позади Заев стои една многу јака сила која што го поддржува сето ова. И ти носиш знаме од една јака сила. Зошто? Нека проценат сите, мислам дека одговорите во знамето. Тоа ни е едини спас. Добре дојдовте на Собирот. Но, иако многумина рекоа дека дошле заради него, Груевски не се појави. Дел од поранешното раководство на партијата, протестот го следеше од некогашните простории на неделникот Република, Курир и Радио Слободна Македонија, во зградата наспроти владата. Во првите редови покрај Мицкоски се построи новото раководство на ВМРО ДПМН, генералниот секретар, подпредседателите, председателката на женската организација. És ezzel az európai embereket is. Sosem felejtjük el a ti bátorságotokat. Тука беа и реформаторите кои прифатија да бидат дел од новото раководство. Подалеку, од другата страна на бината, беа Антонио Милошовски и Илија Димовски, кои го бойкотираа конгресот на кој Мицкоски беше избран за председател. Таму беше и поранешниот технички премиер и генерален секретар Емил Димитриев. Тој сака да му даде шанса на Мицкоски. Овие почетоци кои што ги прави И кога речиси сите веќе заминаа, останаа двајца што инсистираа јавно да ги споделат впечатоците. Ајде брат, не сликаш? Да, снима. Ова беше прекрасно. Да е жива Македонија. Македонија, само за Македонија. Да е жива, за Македонија.